морам да го спомнам нашиот турнир кој што ќе се одржи од 1 до 4 март, на кој што учество ќе земат 66 екипи, тоа е приближно некаде околу 750 дечиња. Сите тие дечиња ќе бидат сместени овде, значи во хотелските капацитети што ги пружа Струмица, и турнирот ќе биде еден од намесовните. Планираме во договор со општината отварањето на самиот турнир да го направиме на плоштадот, каде што ќе бидат присутни сите тие 750 дечиња, и да направиме една манифестација, еден турнир кој што ќе биде пострек за вложување во иднина и кој што ќе стане традиционален. За која категорија на турнирот станува збор, односно играчи, фудбалери, и да имаме ли звучни имиња на истиот турнир? Вака, значи станува збор во оваа прва етапа, затоа што ќе има и втора етапа во последната недела од јули, каде што ќе учествуваат италијанските Дженова и Интер. Во оваа етапа е за генерацијата од 2006 до 2009. Учество ни пријавија, значи Лудогорец, Ботев Пловдив, ни пријавија Реал Ниш, ни доаѓа Осијек од Хрватска и ред други школи од Бугарија и од Катерини, од соседна Грција. Значи вкупната бројка на екипи кои што ќе учествуваат е 66. Значи фокусирате се на младинските погони, кои можат ли да бидат креатори да го носат главниот збор во македонските шампионати во младинска кадетска конкуренција, само за крај? Вака, значи имаме реконструкција во оваа сезона, значи ние имаме младинците се надпреварувачи 1999 година родени, ние настапуваме со 2000 година, меѓутоа веќе од наредната година ќе бидеме уште поконкурентни. Котираме високо на табелите, значи во првите 4 позиции сме во сите 4 категории. Мислам дека мораме да продолжиме по тој пат, затоа што едноставно Академија Пандев мора да функционира на тој начин. Веќе има интерес за одредени играчи, преговараме. Јас очекувам на лето веќе еден или двајца играчи да ги напуштат нашите редови, зборувам за првотимците, така да на тој начин да ја пополниме нашата финансиска конструкција, да стабилизираме нашата финансиска конструкција и да продолжиме да работиме за